Почитувана јавност. И покрај тоа што сум пратеник од опозицијата, морам јавно да истакнам дека откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт, Република Македонија по основ на 3 клучни работи се наоѓа на првите 3 места не само во Европа, туку и во светот. Првата значајна работа поради која сме во првите 3 места е високиот степен на криминал и корупција. Секоја чест со тоа ја воведовте Република Македонија во првите 3 места во светот. Втората значајна работа е загаденост на воздухот. Исто и во овој дел се наоѓаме во првите 3 места. Третата значајна работа по која сме во првите 3 земји во светот е младинската невработеност. Според листата на економист, Република Македонија се наоѓа заедно, им прави друштво, заедно е со државите од Африка. Верувам дека ги имате видено овие податоци, знаете дека Република Македонија се наоѓа близу Либија, Газа, каде што и покрај воената состојба имаме подобра стапка на невработеност кај младите. На овој начин, почитувана колешке, вие вложувате во човечкиот потенцијал. Додека над 50% од младите размислуваат да заминат, или над 85% од студентите кои што се на 3-та или 4-та година студии од техничките факултети планираат да заминат, вие, одговорница, ширите популизам и го браните овој мегаломански буџет, дека со него вложувате во човечкиот потенцијал. Овој буџет дефинитивно не ги отсликува потребите на граѓаните. Додека предвидувате 4 милиарди евра за 2020 година, не кажувате дека и покрај тоа што буџетот е зголемен за 200 милиони евра, ние имаме кратење од стапката капитални инвестиции, имаме 43 милиони евра помалку за следната година. Со ова ни покажувате дека планирате да имате помалку пари за патишта, пруги и гасоводи. Но затоа пак имаме над 850 милиони евра за стоки и услуги. Или некаде повеќе од над 180 милиони евра кои што се зголемени од буџетот за 2019 година. Додека се фалите дека вложувате во човечкиот потенцијал, ме молам, кажете ни, зошто имаме намалување за 17% од стапката за наука? И за крај, вие блескате, знаете каде? Само на предновогодишно украсените плоштади, и тоа не во сите општини, само во оние помотните. Благодарам. Контрареплика, пратеничка Кузмановска.